Еве веќе 5 часа разговараме за оваа по се изгледа интересна тема за опозицијата, од која што очигледно дека не знае како да се спаси и да избега. Но добро е македонската јавност да дознае како почна се. Имено, втората инвестиција на Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија, фабрика број 2, направи производ кој требаше да го лансира бомбастично пред македонската јавност. Производ кој што требаше да ги убеди сите граѓани на Република Македонија дека власта на чело со ВМРО ДПМН подготвува фалсификувани избори. Ама се случи целиот контингент, како исто од корнишоните од Заев, да биде вратен таму кај производителите. Еве како почна се на Кобниот за Социјалдемократскиот сојуз 20 ноември во весникот Фокус, претпоставувам дека не е од оние што ги контролира власта, благодарение на новинарот Љубиша Арсич, за кој што морам да истакнам, човекот се потрудил, направил новинарско истражување и во својот весник објавил бомбастичен наслов. На МВР му предаде, значи Фокус, на Министерството за внатрешни работи, му предаде 105 фалсификувани лични карти, колега Мисовски, 105. Доказ за манипулации на последните избори. Ве молам, колега Мисовски, значи може да ми реплицирате. Јас бев коректен кога вие зборувавте. Ќе ви повторам насловот. На Министерството за внатрешни работи, Фокус, омилениот весник на Мисовски, му предаде 105 фалсификувани лични карти, доказ за манипулации на последните избори. Ова е резултат на новинарското истражување. Колега Мисовски, ако до крајот на оваа седница сам се предложите да бидете член на оваа анкетна комисија, може би повторно ќе го заслужите на второ место како подпредседател на оваа анкетна комисија и може да го повикате господинот новинар Љубиша Арсич како сведок на отворена расправа во рамките на комисијата, исто како што рековте дека ќе дојде и Зоран Заев да кажи од каде ги нашол овие фалсификувани лични карти 105 на број. Еве јас ќе ви кажам според него од каде биле овие лични карти. Во Штип и во скопската населба Шутово-Ризари биле изработени околу 30.000 лажни лични карти, најверојатно за да се употребат на последните избори, 24 април, од нив нема бегање. Пишува во последниот број на неделникот Фокус. Редакцијата поседува 105 примероци од овие лични карти кои се пријададени во Министерството за внатрешни работи. Јавува објективниот неделник. Личните карти биле без никаква заштита, која, замислете, лесно би се детектирала на кој бил граничен премин, но не и за време на гласањето. Значи се употребуваат за гласањево, ама не може да се детектираат. Според Фокус, омилениот вестник на Мисовски. Според истиот печат, во печатењето фалсификувани лични карти била користена базата на податоци во МВР. Нашиот коалиционен партнер во овој момент има таму свој министер. А во тајниот проект учествували и полициски функционери. Мора да откријаме кој. Се користели идентитети на граѓани кои не се во државава, а кои не знаело дека со години не пројавиле интерес за гласање, но и граѓани што се во државава, но биле партиски војници од доверба. Не знам дали од Социјалдемократскиот сојуз. Манипулациите на последните избори беа посочени и во дел од аудио снимките од прислушуваните материјали што ги објавуваше Социјалдемократскиот сојуз, коалиционен партнер на НСДП. Колега Мисовски, која е нашата цел? Одлучивме, како во секоја нормална држава, пред редовните, односно вонредните избори на 24 април, се со цел да го отрнеме онај сомнеж кај македонскиот електорат, да формираме анкетна комисија, да ја расчистиме вистината. Кој тоа, според вас од ВМРО ДПМН, фалсификувал лични карти, кој правил пасоши, бугарски, турски, кој продавал материјали, прислушувани, кој бил другар со изработувачот на овие лични карти, кој од ВМРО ДПМН се сликал со овие луѓе, имавте и такви слики монтирани, да знаеме едноставно вистината. Тоа ја заслужуваат и гласачите на НСДП. Тоа го заслужуваат и гласачите од турската националност, од албанската националност, македонските политички партии, се со цел на изборите на 24 април да нема ниту една дамка. Ова, почитувани граѓани на Република Македонија, не сака да го дозволи Социјалдемократскиот сојуз и упорно 6 сати бега од оваа тема. Ние не знаеме дали е вистина на првото што го читав или второто. Личните карти на Фокус не се употребени никогаш и никаде. Официјално соопштение од Министерството за внатрешни работи. Ама ние не знаеме дали е вака. Кога ќе повикаме сведоците,
на седница јавна на анкетната комисија со документи, со докази, луѓето ќе се кажат кој е во право, дали Мисовски и НСДП или овие платени законски според нивната работа службеници од Министерството за внатрешни работи. И тоа е добро да го знаат граѓаните, да го знаат избирачите од третата изборна единица, од каде што е господинот Горан Мисовски и го потакме од Скопје. Добро е тоа. И јас не можам едно да сватам. А тоа не може да го сватат и граѓаните на Република Македонија. Зошто СДСМ жилаво се бори против оваа анкетна комисија? Што е толку лошо? Нели, вистината е онако што се стремиме сите. И треба да ја знаеме. Не ја дознаевме со првата анкетна комисија, бидејќи председателот и подпредседателот на таа анкетна комисија ја закочија. Иако деловникот сами си го пишуваја, луѓето, покрај сите наши барања, не закажуваат анкетна комисија. Баравме сведоците јавно да сведочат нивните, но ги нема. После изгледа се плашат од вистината. Зошто не помогнете да се реши оваа голема афера? Вака ли ќе бидеме репрезенти на народот? Па народот сака да ја дознае вистината, колега Мисовски. Народот, кој што според вас и вашите коалициони партнери е стока во трло. Не сака да има нерасчистени работи пред април 2014. Како стока во трло се чувствуваат и овие луѓе кои што сте им го украдили идентитетот. 120.000 луѓе, според вас, стока во трло, во овој момент имаат украден идентитет. На голем дел од функционерите на ВМРО ДПМН сте пробале да им правите фалсификувани тајни сметки во странство. Голем дел од пасошите, турски и бугарски, сте пробале да ги продавате. Се со цел да фрлите црна дамка на изборите од кои што очигледно и вие бегате. Убеден сум, како долгогодишен пратеник, дека и колегата Мисовски сака да знае кој е налогодавач и кој е инвеститорот главен во оваа фабрика број 2 на Социјалдемократскиот сојуз со преку 10 вработени. Која е поврзаноста на вработените од оваа фабрика со господинот Заев, со Оливер Спасовски и со Веручевски? И која е крајната цел на оваа фабрика? Ние сакаме на отворена седница, заедно со вас, да ги споделиме фактите пред македонската јавност. Навистина не е коректно да не ја дознаеме вистината. Затоа што има секакви медиуми, позициони, опозициони, има секакви аналитичари кои што вие ги нарекувате недоносени, полтрони, не знам какви, значи, што не е фер. И ние сакаме да знаеме кој од тие новинари е во право. Дали, например, тој новинар што напишал ексклузивно лажни пасоши и банкарски сметки откриени во погонот на фалсификување. Тоа мора да се дознае. Република. Лажни афери за врвот на ВМРО ДПМН. Може би не е вистина. Запленети 78 панцири кај фалсификаторите. Како во оваа фабрика за шпекулации се нашле панцирите. Нека знае македонската јавност. Нас тебе не интересира. Вие бидете председател на комисијата и откриете. Запленети идентитети, истите идентични машини, како од пасошката афера на Фокус. Знаете, онаа кога со аматерска камера снимавте, демек пред изборите во 2014 ВМРО ДПМН правил фалсификувани пасоши и откривме. Структурите на СДСМ не фалсификували само лични карти, бугарски пасоши и швајцарски сметки во компјутерите. Јас не верувам. Ова е 100% лага. За фабрикуваните афери, новинарите на СДСМ добиваат награди од Европската унија. Супер. Молк во СДСМ, молк во МВР. Зошто? Не можам да сватам. Молк и кај невладиниот сектор. Ја нема ни Лидија Димова со незините невладини организации. Да се бори за вистината. Да ни кажи кој тоа фалсификувал пасоши. Да ни кажи зошто овие 120.000 луѓе имаат украдени идентитети. Дали е така во Европската унија, дали така вика Прибе. Кој вика така Лидија Димова, одговорете ни. Бидете член на анкетнава комисија, може да ја докажете вистината. Гревото е да манипулирате со човечките судбини. Нели, матичните броеви е нешто што е наше загарантирано право да не го знаат другите. Тоа е кривично дело да ги крадете. Шокантно, Спасовски на линија со криминалците. Јас не верувам. Дневник. Заев ги растура снимките низ Македонија и Србија. Не верувам. Човеков ходи пешки во Грција, Србија, ја го немам видено да појде. Обвинителството потврди десетици илјади прислушкувани снимки во компјутерот на Бекири. Јас овој компјутер го немам видено. Може би не верувам дека постои. Ама дајте да ја видиме. Гласајте за анкетнава комисија.